Добро вечер, победничко ВМРО ДПМНЕ! Добро вечер за победничката коалиција за подобра Македонија! Добро вечер, драги бутелчани! Добро вечер, драги пријатели! На почетокот да ви го честитам празникот на сите што сте од христијанска вероисповест, Великден. Денеска е трет ден Великден. Христос воскресна. Нека е за многу години. Нека е Ирлија. Нека ни носи овој празник многу здравје, среќа, радост и успеси. Драги пријатели, на 13 април имавме избори. Пред тоа имаше многу анкети низ Македонија. Едни велеа ќе победи кандидатот на ВМРО, други на СДСМ. Едни велеа мала е разликата, други голема е разликата. Имаше секакви прогнози. Па дури и она на рейтинг, агенцијата рейтинг, која кажуваше дека кандидатот на СДСМ ќе водел не знам со 100.000 гласа. Помина се тоа, го издржавме. Дојде денот на избори. Дојде денот на правата анкета, на вистинската анкета, на најверодостојната анкета. Тоа е народот. Тоа се граѓаните кои покажаа јасна и недвосмислена волја и силна, многу силна, мокна, голема поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМНЕ и на коалицијата за подобра Македонија, сегашниот и иден председател на Македонија Ѓорѓе Иванов. Таа поддршка беше многу силна, со 450.000 гласови и со 123.000 гласови разлика. Тоа е многу мокна поддршка, многу голема победа. Тоа е многу голема разлика. Ви благодарам на сите вас за поддршката, особено овде во Бутел, каде што поддршката беше многу силна. Благодарност и до УМС Бутел, кој што во сиот овој изминат период силно работеа и не бодреа. Драги пријатели, драги пријатели, остануваат уште само 5 дена до изборите. Уште само 5 дена до двојната победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Победа и на Ѓорѓе Иванов за председател, победа со 62 места во парламентот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Тоа ќе биде една од најголемите победи во историјата на Македонија, во историјата на независна Македонија. Се виде народот на кого ја дава довербата на 13 април. И го слушам овој председателот на СДСМ, кој го постави Бранко Црвенковски, подготвува повторно терен, како и во првиот круг, да кажат, ако изгуби СДСМ, дека изборите не биле регуларни. Некако, не знам дали забележувате, дека секогаш кога СДСМ е на власт, изборите биле регуларни. Секогаш кога СДСМ не е на власт и е во опозиција, изборите не се регуларни. Па како тоа, секогаш кога се во опозиција не биле регуларни изборите? И така и сега најавуваат веќе ги отворено се изборуваат, дека и овој пат, ако СДСМ не победиле, ќе ги прогласеле изборите за нерегуларни. Драги пријатели, по првиот круг, и тука им го гледам паметот колку име, по првиот круг заборавија барем една забелешка да достава до Државната изборна комисија. Немаат нити еден приговор за изборите овие од СДСМ. Нити еден приговор не стигна во Државната изборна комисија за нерегуларности на изборите. Во таа гужва, во таа нервоза, во тој гнев насобран кај нив, заборавија барем за алиби да достават 50 до 100 забелешки, колку да има простор за лагите што ги кажаа, да има барем нешто да кажат, еве доставивме 100
приговори и на тоа се темели и нашето укажување дека изборите се нерегуларни. Една забелешка, еден приговор нема од партијата која што вели дека изборите не се регуларни. Толку им е памето, што да ви кажам, толку е тој гнев на собран, толку е таа нервоза на собрана таму што забораваат и лагите да се ги подкрепат со барем елементарни алиби пред граѓаните. И драги пријатели, го гледам аболицираниот криминалец кој деновиве се обидува мене и луѓето од ВМРО да не представи како криминалци. Го гледам како се обидува да не оцрни со фрвање кау врз нас, а не знае дека тој на 27 ќе пропадне во собствената кау, ќе се удави во каута што ја носи со себе. Реков еднаш и повторно ќе кажам, тоа се очајнички чекори на очајни луѓе. Луѓе кои што ќе ги слушаме уште 5 дена, како ќе викаат, како ќе монтираат, како ќе се силат, како ќе вадат фалсификати, како ќе покажуваат се и се што, секакви лаги, секакви измислици, и на 27 кој ќе видат дека повторно не можат да го изманипулираат овој народ, кој што веќе има доволно искуство и кој што веќе сите нас добро не познава и добро не одмерил кои сме и што сме, ама и добро нив ги одмерил во минатото гледајќи како се однесуваат. Кој ќе го видат судот на народот од 28, кој ќе се зграбчат меѓу себе да се расправаат, кој ќе се грабнат да се обвинуваат, да се кодошат, да си монтираат внатре во СДСМ, нема да можеме да ги разделиме, драги мои. Ке ги издржиме уште овие денови, а потоа нека се исправаат помеѓу нив кој е прав, кој е крив. Ние имаме уште 5 дена до големата победа и ги поканувам сите оние кои што во првиот круг не гласаа заради било какви причини, може би заради некои разочарувања, може би имале некои очекувања за себе, некој може би очекува вработување, не добил, може би заради некои наши грешки. Ние не сме безгрешни, но работиме секогаш да ги исправиме. Но ги поканувам и оние кои гласа за СДСМ, и оние кои гласаа или планираа да гласаа за некоја малечка партија која се бори за еден или два пратеника и кој што најчесто не го добива и тој, да се приклучат на победничкиот тим ВМРО ДПМН и Коалицијата за Македонија со Ѓорѓе Иванов е победничкиот тим во Македонија. Дајте и вашата енергија за да можеме овие 2046 проекти кои ги имаме во програмата да се исполнат, да се реализираат без кочници, без уцени, без притисоци, без условувања, да можеме да ги завршиме тие 2046. А јас ви ветувам дека ќе имаме и други проекти кои што не сме ги ветели во програмата, а ќе ги исполниме за доброто на нашиот народ и за Република Македонија. Тоа е ВМРО ДПМН и така работиме за сите граѓани на Македонија. Затоа ги повикувам сите оние кои не беа во оние 450.000 во првиот круг, да се придружат на победничката коалиција, на победничкиот тим во Македонија, на тимот кој победува, тимот кој реализира, тимот кој држи до зборот, тимот кој го исполнува ветеното, тимот кој работи од утро до мрак и повеќе од тоа, тимот кој ја смени политичката клима во Македонија, тимот кој носи инвестиции во Македонија и отвара нови работни места. Тоа е ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. А сега, драги пријатели, ќе кажам неколку работи во подкрепа на тоа што е гаранција за новата програма. Гаранција за новата програма е досегашниот наш минат труд, досегашните наши дела, досегашната наша реализација. Драги пријатели, во едно тешко време во кое што
Во најголем дел од европските држави се отпуштаа вработени и од јавниот и од приватниот сектор. Во време во кое што никаде речиси не се зголемуваше вработеноста, ВМРО ДПМН и коалицијата успеавме со многу реформи, со многу мерки, со многу чекори да создадеме клима, најпрви Македонија да ја донесеме меѓу земјите со најдобра бизнис клима во светот. Светската банка објави дека во 2006 година, кога дојдовме во владата, Македонија беше на 94-тото место на нивната ранг листа според условите за правење бизнис. Денес Македонија е на 25-тото место во светот и рангирана пред 20 земји членки на Европската Унија. И тоа беше препознаено од инвеститорите. Тие почнаа масовно да доаѓаат во Македонија и да отвораат нови работни места. Тие услови не беа само за странските инвеститори. Тие беа и за домашните. И домашните почувствуваа многу порелаксирана економска состојба, односно порелаксирана бизнис клима. Она што го работевме, она што го создававме, беше во правец да помогнеме на приватниот сектор, за да тој не само не ги отпушта вработените, туку и да вработи повеќе луѓе. Една од тие мерки беше мерката со која што повлековме кредитни линии со субвенционирана камата до 5,5%, за да им помогнеме на македонските компании во тешко време да не плаќаат високи камати. Пред оваа мерка, пред кризата, каматите во Македонија беа 6%, 7%, 10%, зависи за која фирма како, зависи банката како ќе оцени. Меѓутоа, во време кога почна кризата, кога сите мислеа дека каматите ќе отидат на 10, 15 и повеќе проценти, владата презема мудри чекори. Најде начин да ги субвенционира каматните стапки и тие да не бидат поголеми од 5,5%. И практично што се случи? За време на кризата, наместо повисоки камати, фирмите во Македонија имаа најниски камати во историјата на Македонија, не повисоки од 5,5%. Тоа е еден од чекорите што го направивме, да помогнеме да расти вработеноста и да се намалува невработеноста, а ги имаше уште многу такви чекори. И не случајно, во екот на светската криза, во екот на европската должничка криза, кога сите отпуштаа, во Македонија се отворија нови 120,000 работни места и невработеноста се намали од 38 на 28 со тренд на натамошно намалување. И не е случајно што постојано доаѓаат нови компании да отворат своји фабрики тука во Македонија. Еве само во последните 3 недели 6 компании објавија влез во Македонија со повеќе илјади вработени и повеќе илјади нови работни места што ќе отворат до крајот на оваа година. Тоа е ВМРО ДПМН. Така работевме, така ќе продолжиме да работиме. Драги пријатели, направивме крупни работи. Веќе пред овој последен мандат Македонија бевме направиле земја со најниски даноци во Европа. Во овој мандат, покрај другото, воведовме 0% данок на микро и мали бизниси. Со приход до 3 милиони денари. Во интерес на подршка на работењето, на малите и микротрговци, се пропиша ослободување од оданочување на трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци, чиј остварен годишен приход изнесува до 3 милиони денари. Споменатото даночно олеснување го користат над 37,000 мали фирми. Над 37,000 фирми само заради оваа мерка не плаќаат во овие 3 години данок. За неполни 3 години реконструиравме 225 локални патишта низ цела Македонија во должина од 430 километри и инвестиција од над 2 милиарди денари. Обезбедивме бесплатни учебници за сите ученици во сите основни и сите средни училишта во Македонија. Нив ги набавува државата, владата, и бесплатен транспорт за учениците кои живеат подалеку. Во насока на подобрување на образовниот процес и интерактивност на наставата, набавивме многу дигитални содржини кои се спроведуваат во наставата за основно и средно образование
И пред секој ученик набавивме компјутер и интернет, а учителите ги трениравме да го користат тоа во образовниот процес. Тоа никогаш го немаше преходно во Македонија. Се намалија драстично и символични станаа цените за партиципација за високото образование. Се отворија нови универзитети. Се отворија над 25 нови факултети. Многу, над 50 дисперзирани студии. Се помогна на многу луѓе да се запишат на високо образование и да го завршат. Да имаат повеќе шанси и можности низ животот. Лековите во здравството 4 пати ги намалувавме. И сега, со 4-кратното намалување на 2865 лека, кои што некои од нив се намалија меѓу 10 и 34%, но некои од нив и до 86%. Сега, секоја година македонските граѓани што плаќаат за купување лекови, заштедуваат 30 милиони евра годишно. Пари кои преходно одеа во олигарсите блиски на СДСМ, кои сега се уште работат, се уште ги продаваат тие лекови, ама со помал профит, кој што е регулиран со закон, како што и во секоја друга европска земја. Зошто преходно СДСМ никогаш не ги намалуваше цените на лековите? Зошто оставаше во згрбот на граѓаните? Народот да преплаќа лекови, да прескапи лекови за некој да ги полни джебовите. И каде одеа тие пари тогаш? Тоа можеше и ВМРО да го прави ако сакаше. Но ВМРО оцени дека треба да се помогне на народот. Треба да се воспостави нормална законска регулатива и да се регулираат цените на лековите. Затоа сега 30 милиони евра годишно, наместо кај олигарсите фармацевти блиски до СДСМ, остануваат во джебовите на македонските граѓани. Тоа е ВМРО и затоа е добива поддршката 9 години поред. Драги пријатели, набавивме најсовремени медицински возила. Набавивме најсовремени нови возила за противпожарната служба. Набавивме најсовремени возила за полицијата и за сите други се набави што е потребно нормално да се обавува дејноста. Се набавија огромен број на лаборатории за македонските студенти, за македонските компании, за универзитетите, за сите. Се направија крупни чекори. Се преведоа 1000 најдобри учебници кои се користат на 10 највисоко рангирани универзитети во светот. За македонските студенти да учат од нив. Донесовме една мерка која што порано во еден друг облик СДСМ ја најавуваше, а не ја оствари. Се сеќавате ли дека СДСМ најавуваше дека ќе вработува по еден од секое семејство што нема вработен? Никогаш не го направи тоа. Ние не дадовме такво обетување, но се потрудивме да вработиме 1600 лица од најтешките категории, најранливите категории, најранливите меѓу најранливите. Ги поделивме во 4 групи. Една група беа оние, значи од 400 луѓе, од групата на оние кои што немаат ни еден вработен во семејство. Втора група беше на луѓе кои што се самохрани родители или еднородителски семејства. И таму 400 вработувања. Трета група од 400 беше во оние што се долгорочно невработени над 10 години. И четврта група беше од лица кои што се од категоријата на социјално загрозени семејства, кои што се од категорија на што немаат ниту еден вработен во семејство. 4 по 400, 1600. Не го дадовме тоа ветување. Никогаш не избори. Во ниту една програма го немаше тоа. Но на најголем дел од тие 1600 им овозможивме веќе да работат. Помал дел се во процедура за вработување и верувам дека и тоа ќе се заврши. И веднаш започнавме обуки за овие луѓе, за да знаат како да ја обавуваат работата, да знаат како треба да ја сработат својата секојдневна задача, да се чувствуваат корисни, навистина да допринесат за нивната институција и за граѓаните на Македонија, а не само да седат и да не знаат како да работат. Така работи ВМРО ДПМН, така се грижи за своите граѓани ВМРО ДПМН. Драги пријатели, СДСМ никогаш не го направи тоа
но ние најдовме дека е добро и корисно за народот. Направивме можност, закон, за легализација на дивите градби. 350.000 семејства во Македонија веќе ја користат таа можност. И за дивите градби, и за дворните места, и за местата што се под дивата градба. Да може да се легализира за само 1 евро од метар квадратен. Се изгради фудбалскиот храм, националната арена Филип II Македонски. Се изгради спортскиот центар Борис Трајковски, со многу придружни спортски содржини. Целосно го реконструиравме и базенот и го изградивме аквапаркот во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Ја изградивме и шиштерницата до врвот на Водно. Се направија многу крупни работи за кои што честно и доблесно информиравме во нашиот отчет. Ние сме партија која прва почна да излегува со отчет пред граѓаните пред избори. Ова е трет наш отчет. Таму ги имате сите работи кои што ги направивме од илјадниците проекти кои се зад нас. Драги пријатели, овдека во Бутел реконструирани се локалните патни правци за населбите Љуботенски пат, Визбегово и Љуботен. Реконструиран е локалниот пат од населбата Љуботен до населбата Љубанци. Реконструиран е патот од Визбегово до Шуто Оризари. Извршени се реконструкции на основните училишта Панајот Гиновски, Гоце Делчев, Свети Климент Охридски, Ацо Шопов и Лиман Каба. Реконструирана е детската градинка 11. октомври во општина Бутел. Изградена е спортската сала Иван Хаджи Николов во населба Радишани. Изградена е спортската сала Андон Димитров во рамките на училиштето Живко Брајковски. Изграден е тениски терен во дворот на основното училиште Ацо Шопов. Изградено е повеќенаменско спортско игралиште на улицата Призренска во Бутел 1. Направени се и многу чекори, заедно со градоначалникот на Бутел Петре Латиновски, заедно со градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Така работиме ние. Ние работиме тимски. Владата со градоначалниците, владата со пратениците, владата со председателот Иванов. Тој е начинот на кој функционираме и тој начин дава резултати. Тој е тим што победува затоа што работи тимски. Тоа се силни индивидуалци кои што работат тимски. Тимски може да има корист само ако се индивидуалците во тој тим силни. Затоа се добро избрани индивидуалци кои што имаат капацитет да работат тимски. Затоа успева ВМРО ДПМН во овој период и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, во новата програма имаме многу проекти кои ќе решат многу проблеми на граѓаните. За многу од нив зборувавме, за некои не сме, но ќе подсетам за неколку, бидејќи програмата има 2046. Тоа е невозможно. Јас ќе спомнам десетина, колку да подсетам на дел од нив. Еден од тие значени проекти е и нашата цврста опредоба во наредните 4 години да отвориме најмалку 64.000 нови работни места. Насекаде го говориме ова и знаеме дека луѓето ни веруваат, затоа што ако можеше во овие 7,5 години, од кои 5,5 кризни, да отвориме 120.000 нови работни места, логично е за 4 години, во време кога кризата веќе го губи здивот, да отвориме нови 64.000 работни места и да донесеме најмалку 30 нови фабрики во слободните зони со најмалку 10.000 вработени. Драги пријатели, ветуваме градба која ќе почне оваа година на најсовремен клинички центар Мајка Тереза, во кој ќе инвестираме 70 милиони евра. 70 милиони евра за најсовремен клинички центар во југоисточна Европа. Детската болница Козле веќе почнавме да ја градиме и до август таа ќе биде спремна во тврда градба, најсовремен стил, се напуштаат старите запуштени бараки, се влегува во нов објект и таа веќе нема да биде детска болница за белодробни заболувања, туку ќе биде комплетна детска болница за сите детски болести, за сите болести на децата во така нареченото секундарно здравство, а во одредени делови во терцијалното здравство. Ветуваме до изградба и пуштање во употреба на најсовремен центар за позитронска емисиона томографија или популарно наречен ПЕТ центар за дијагноза. Овој центар спаѓа во рангот на најсовремена ефикасна дијагностика,
како важен предуслов за успешна и краткотрајна терапија на малигните заболувања, а воедно и како ефикасно следење на посттерапевските третмани и на времено диагностицирање на евентуални рецидиви при малигни заболувања. Со други зборови, тоа е центар во кој што има таква опрема, која што се базира на нуклеарна физика, која што кога човек е легне таму, на скенер вади, ако има макар и една малигна клетка во телото, и веднаш го упатува на интервенција кај лекар. Такво нешто нема сега во Македонија. Значи, веднаш за неколку минути се гледа во секое човеково тело дали има малигно заболување. Сите ние знаеме и сме слушале дека ако на време се открие некое малигно заболување, кога се уште клетките малигни не се размножени, може човекот да се спаси и да има долг живот. А ако дојде во подоснежна фаза да се открие тоа малигно заболување, најчесто многу тешко завршуваат и многу лошо завршуваат тие случаи. Затоа Македонија се определи, иако за ова ќе инвестираме повеќе милиони евра, да се изгради еден таков центар со таква опрема, каде што секогаш кога ќе има и најмала индикација за малигно заболување или за рецидив од малигно заболување, да се упати човек и за неколку минути на специјална апаратура која се базира на нуклеарна физика, да се открие макар и една малигна клетка во телото, која ако на време не се открие и острани, или ако не се третира, ќе се размножи во многу други такви клетки и потоа ситуацијата е исклучително комплицирана и тешка. Во новата програма се предвидува секундарната гасификација за Скопје, а и за другите делови на Македонија. Веќе се објави јавниот повик за секундарна гасификација, за приватно јавно партнерство, меѓународен јавен повик да се изнеде компанија која ќе инвестира 100 милиони евра во градба на цевководи низ целиот град Скопје, по сите скопски општини, за да може гасот да дојде во сите индустријски потрошувачи, но и во домаќинствата. За да може домаќинствата, наместо на струја, да работат на газ, да готват на газ или било кои други активности, со што значително ќе се заштеди на трошење на енергија. Тој јавен повик е веќе објавен, завршува некаде во мај, пошто ќе се оди на склучување договор и веднаш потоа во инвестиција која гасот ќе го донеси до сите индустријски капацитети, но и до домаќинствата потрошувачи. Во новата програма ветуваме дека веќе започнатиот проект Купи куќа, купи стан ќе добие пониски камати и каматите во овој дел ќе се намалат од оние што се во првите 3 години од 4,9 на 3,95, а во четвртата и петата од 5,5 ќе се намали на 4,44. Одиме со унапредување на овој проект, кој што веќе го подобривме со тоа што ги зајакневме другите услови и дадовме можности повеќе семејства да учествуваат со поголеми приходи да може да аплицираат за овој проект. Предвидуваме и основање на академија за техничко образование, која ќе има за цел да овозможи кратки и брзи специализирани обуки до едукација, согласно последните стандарди за вработените во компаниите од техничкиот сектор со понизок степен на образование, например различни видови мајстори, технички работници и така натаму. Целта е да се излезе прво во пресред на барањата на домашните и странските инвеститори за ваков вид на работници, согласно нивните капацитети. И второ, да се помогне на многу работници да не го загубат работното место во некои компании, заради тоа што немаат стекнато некоја вештина, која што сега ја бара компанијата, и да се помогне на многу луѓе кои што немаат вработување, преку оваа додатна обука да добијат вработување. Така размислува и така работи ВМРО ДПМН. За средношколците ветуваме повеќе видови на стипендии. Секоја година по 150 стипендии за талентирани ученици, спортисти, 50 стипендии за талентирани ученици, 50 стипендии за ученици со посебни потреби, 400 стипендии за редовни ученици, 80 стипендии за деца без родители, 15 за ученици од областа на туризмот и повеќе други стипендии. Ќе обезбедиме награди за најдобрите ученици во областа на математика и природни науки, кои учествувале на меѓународен надпревар и се меѓу првите 75% од надпреварувачите. Ние гледаме и чувствуваме
дека сите нови компании што доаѓаат во Македонија бараат технички кадар, бараат луѓе со завршено техничко образование и средно и високо техничко образование. На овој начин, преку давање поголемо значение и важност на квалитетот на знаење на луѓето во природни науки, технички науки, математика и слично, сакаме да помогнеме на нашите граѓани да се вклопат во концептот на новите компании кои доаѓаат во Македонија и кои бараат повеќе кадар од техничките науки, од природните науки, од математичките науки и слични на нив. За младите, освен што го овозможуваме проектот со кој што во првите 12 месеци секој работодавач што ќе вработи млад човек до 29 години нема да плаќа придонеси и персонален данок со обврска да го задржи уште намалку 12 месеци. И покрај проектот за давање на кредит на млади до 29 години во износ од 7.000 евра. За нив, покрај останатото, се предвидува и проектот Слободен четврток за сите студенти. Секој четврток во месецот ќе се овозможи бесплатен превоз во градските автобуси и жичерницата на водно, како и бесплатна посета на театрите, музеите и кината, државните кина во Скопје и во Македонија. Предвидуваме градба на над 350 станови во Скопје, наменети за лица, приматели на социјална помош и други ранливи категории на граѓани, со што се излегува и се помага на најранливите категории граѓани. Дел од тие згради и станови ќе се градат и овде во општина Бутел. Во Бутел, покрај другото, во соработка со градот Скопје и општина Бутел, етапно ќе работиме на урбанизација и целосно решавање на патната, водоводната и комуналната инфраструктура во индустријската зона Визбегово. Со реализација на овој проект ќе се решат инфраструктурните потреби на голем број мали и средни компании кои работат во индустријската зона Визбегово. Во новата програма предвидуваме градба на нов училишен објект за потребите на основното училиште Живко Брајковски во непосредна близина на сегашното училиште, со тоа учениците од основното училиште нема повеќе да учат во старите бараки. Туку наставата ќе се изведува во нов современ објект. И овој проект исто го туркаме заедно со градоначалникот на Бутел, градоначалникот на Скопје. Предвидуваме реконструкција на покривот и санитарните јазли во објектот на основното училиште Панајот Гиновски во општина Бутел. Предвидуваме санација на санитарните јазли во Живко Брајковски и санација и адаптација на фудбалското игралиште во населеното место Љубанци. Ветуваме довршување на изградбата и пуштање во употреба на повеќе наменското спортско игралиште во населбата Бутел 2. Предвидуваме и градба на уште едно повеќе наменско спортско игралиште во рамките на домот за деца 25 мај во Бутел. Ќе реализираме проект за изградба, реконструкција и адаптација на 40 објекти за детски градинки низ Македонија, во кој проект влегува и општина Бутел. Има и уште многу проекти, драги пријатели. Невозможно е сите да ги кажам на еден ваков настан. Можам да кажам дел од нив на различни настани, но не можам сите да ги кажам. Затоа ги повикувам сите граѓани на Македонија, и оние кои гласаа за нас, и оние кои гласаа за СДСМ или за некоја помала партија, и оние кои не гласаа за никога од различни причини, да ја прочитаат оваа програма, да ги видат овие 2046 проекти и да се придружат на победничката коалиција и победничката партија. Партијата која победува и која докажано ги реализира ветувањата, која држи до зборот, која ветеното го остварува. Коалицијата која победува на 7 изборни циклуси и за која на 27 вечерта ќе кажеме дека е коалиција која победува на 9 изборни циклуси во овие изминати 9 години. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Да славиме на 27 за двојна победа. Победа со над 500.000 гласови на Ѓорѓе Иванов и огромна, силна поддршка за победа од 62 места во парламентот за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Да живее победнички Бутел! Да живее победничко ВМРО ДПМН!
da žive UMSN ВМРО DPMNE, da ste živi i zdravi, da žive Republika Makedonija.